подолго време трпев психичко насилство, како и економско. Оваа година тоа ескалираше и до физичко насилство, кое се случи за време на карантинот. Таткото на мојот поранешен сопруг ме удри во пределот на слепоочницата. Пошто јас паднав долу на подот, бев во неколку минутно без сознание, каде што ме крена тогашниот сопруг и ме зароби на креветот во спалната соба. Ме држеше приклештена околу половина час. Јас за сето тоа време се борев да се ослободам. Сето ова го гледа моите две малолетни деца. За цело време писка и вика по мене, барајќи да ја ослободат нивната мајка и да не го гледаат повеќе тоа. Но сето тоа беше безуспешно. Вриштев и се дерев, сакајќи да ме слушнат најблиските комши кои беа во соседниот двор, бидејќи прозорот беше отворен, се надевав барем од таа страна дека ќе добијам помош. После еден час, можеби подолго борба која траеше за мојата слобода, мајката на тогашниот сопруг даде дозвола да бидам ослободена, пошто ги грабнав двете деца и истрчав во соседната куќа. Тие ми дадоа за солниште, пошто ми организира превоз за Скопје утре дента, рано во утринските часови. Од таму се упатив право до полициската станица во Велес. Дадов изјава кај службено лице и од таму бев препратена веднаш да направам лекарски преглед, бидејќи изгледав страшно претевана. Првично нешто што направив, бидејќи не знаев каде да одам и каква помош да побарам, се обратив во граѓанска организација ЕСЕ. Тие ми помогнаа конкретно со 4 постапки. Едната беше за привремени мерки за заштита од семејно насилство, втората беше за кривична постапка за свекорот, бракоразводната и во врска со семејното насилство. Од тие сите постапки кои ги покренавме, 3 се веќе завршени. Се осеќате дека не сте сама, се осеќате згрижена, се осеќате дека се е возможно. И покрај тоа што ви се случило, дека има излез. И да има решение за се. Јас не мислев дека може тоа мене да ми се случи, но сега гледам дека 80, ако не и 90% од жените кои што живеат во семејства трпат било каков вид на семејно насилство. Ги охрабрувам да превземат нешто во врска со тоа, да се обратат на вистинско место и да добијат потребната помош. Не сте сами. Платформа за правна помош за заштита од семејно насилство. Побарајсовет.мк. Центар за правна помош на жени кои претрпеле семејно насилство. 02 311 7866. Пријави го семејното насилство и побарај правна помош. Не молчи.
Не дозволувај да бидеш жртва.